Засилена економска соработка иницијативата Отворен Балкан деблокирање на евроинтеграциите. За ова меѓу другото денеска во Скопје разговараа Димитар Ковачевски и Ана Брнабич. Посетата на српската премиерка доаѓа во чувствителен период за регионот кој се справува со последиците од енергетската и економската криза и нестабилноста предизвикана од руската агресија врз Украина. Истовремено доаѓањето на Брнабич во земјава се совпадна токму со придвижувањето на односите меѓу двете цркви, прашање за кое таа не сакаше да зборува во детали. O crkvenim pitanjima ja zaista kao predsjednica vlade... Јас како председателка на владата не можам да говорам за црковни прашања и не можам да ги коментирам одлуките на Српската православна црква. Сепак, сакам да кажам дека чувствувам голема благодарност кон СПЦ и неговата светост, патриархот Порфирие, за тоа што во еден отворен разговор и диалог се обидуваат да решат некои прашања и со тоа директно да придонесат за регионалната стабилност, разбирање и поврзување. Брнабич и незиниот домаќин Ковачевски, кои учествуваа на дебатата за платформа за просперитет на иднина, не кажаа дали на разговорите се отворило и прашањето на санкциите против Москва, тема за која Белград не е на ист курс со Европската унија. Во однос на ЕУ, српската премиерка веруваше дека незината земја континуирано апелира за забрзување на евроинтеграциите на Скопје и на Тирана. Македонскиот премиер невообичаено за него излезе со силни критики за односот на Унијата. Порача дека земјите членки оправдуваат што ЕУ интеграцијата е сведена на зборување за историја. Нашата европска интеграција, зборувам тука за Македонија и Албанија, е заложник на Бугарија. Таа наша европска интеграција е сведена на зборување за историја, што практично сите земји од Европската унија гледам дека го оправдуваат, што по мене е погрешно, бидејќи кога се зборува за историја, не се ветува ништо, туку само се зборува за нешто што се случило пред 100, пред 150 години. Тоа е класична уцена и не може да произведе никаков бенефит за никого. Настапот на Ковачевски следи само 2 дена по седницата на Советот за надворешни работи, на кој Бугарија продолжила да обстојува на позицијата вето, пошто и самиот шеф на европската дипломатија Борел порача дека доколку до крајот на јуни не се најде решение, односите на Унијата со Западен Балкан ќе западнат во голема криза. Сакам да верувам дека ќе се премине од изјави и декларации на навистина оперативна имплементација на организирање на прва меѓувладина конференција за Република Северна Македонија и Албанија. За Отворен Балкан двајцата премиери најавија на тамошно динамизирање, иако оваа иницијатива не ја сметаат за замена за членство во Унијата. Наредниот самит ќе се одржи во Охрид. Отворена е поканата и други земји од регионот да се приклучат на Отворен Балкан. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.